почитуван председател со комисијата, почитувани пратеници, знаев дека можно е вакво сценарио, затоа предложив два амандмана, едноставно да ја имаме можноста да се дообјасниме и на некој начин да понудам алтернативни решенија на кој начин да се реши проблемот. Ја испуштаме, повторно ќе кажам, можноста со амандман да се реши проблемот да се пренесе на ниво на влада, преку тарифникот, да се расчистат работите и сите да бидеме на некој начин и срекни, и малку да добиеме, и малку да изгубиме. Сега, пошто веќе паднаа маските, како радовишанец немам никаква врска понатаму било што конструктивно да кажам за ова министерство. Веќе топката е кај вас, вие треба да си го решите проблемот. Ако веќе носите европски закони, основна ЕУ директива за животната средина и за оваа материја која во ЕУ се третира во животна средина, знаете која е? Тој што загадува плаќа. Во Радовиш ќе се врши загадување, кој ќе плати? Никој. Тоа ли ви се европските ваши вредности? Тоа ли сакате да го постигнете со овој закон? Тоа ли сакате да го постигнете со одбивањето на овој амандман? Зошто вашите европски вредности не важат за Радовиш? Зошто во Радовиш да се прават јавни загадувања од енормни размери со хидројаловиште и да за тоа никој да не плати? Ја спомнав состојбата. На едно место ќе се копа руда, таа руда целосно ќе се транспортира во Радовиш, ќе се преработува во Радовиш, ќе се депонира хидројаловина во Радовиш и никој за тоа не му е грижа. Каков е вашиот закон, какви се вашите односи кон екологијата и кон животната средина? Зошто бегате од решавање на проблемите? Или носете закони само за на некој да му удоволите, а онаму каде што имате реални проблеми, тие можат да почекат. Колку ние како радовишани треба да чекаме за вие да се смилувате и да го решите проблемот? Бучим загадува по две основи. И со ископ на руда, и со хидројаловиштата. Ископот е во, реков, Боров дол, хидројаловиштата остануваат во Радовиш. Значи, целата нус појава од рудникот останува во Радовиш. Како ние ќе се справиме со животната средина, како ние ќе објасниме што ни се случува на територија на општина Радовиш? Зошто Радовиш би се согласил да биде предмет на загадување? Екологијата на овие два рудника е катастрофална. Тоа што ние живееме со рудниците, тоа е наша одлука. Меѓутоа, вистината е нешто сосема друго. И новиот рудник, Боров дол, ќе загадува. Интегрираните дозволи не решаваат загадување, тие барат решение најдобро, условно најдобро во одредени ситуации. И имавме ситуација, езерото беше помодрено. Изговорите се смешни, сега да не објаснувам што беше наведено како причина. Каде ќе одат тие подземни води од Боров дол? Во Мантово. Мантово, иако се наоѓа во општина Конче, системот за наводнување оди во Радовишко поле. Со што ќе ја наводнуваме ние нашата земја? Со какви води? Веќе имате ставено табла на Мантово, водата не е за употреба. Ружа на ветерот е неповолна. И прашината од Боров дол, од Траката, од Радовиш
целата ќе оди од Бучин, ќе оди во Радовиш. Како ние да живееме со таа прашина? Како да живееме на крај краишта со хидројаловина која веќе е неколку пати преполнета и е отворена бомба? Теренот е тотално неповолен за рудници. Тоа се отворени површини, претезно ридчест и терен и полиња, ниска вегетација, деградирана шума и голини. Како ќе ја заштитиме животната средина? Кој ќе инвестира во пошумување, кој ќе инвестира во заштита на животната средина? Битно во Радовиш нема станица за мерење на воздухот и вака живееме во безсознание дали е загаден или не е загаден воздухот. Да не зборам за мерна станица во близина на рудниците. Мора да се најде решение за проблемот. Што е проблем за компанија која има приходи од 58,7 милиона евра годишно, која пријавува чист профит од 17,4 милиона евра годишно, да издвои средства за решавање на ова проблематика во Радовиш? Дури решение може да се најде и во постоечката концесија. Само прашањето е дали сакаме да ги решаваме проблемите или не сакаме да ги решаваме проблемите. Нема бизнес логика Бучин да понуди решение. Сепак е тоа приватна фирма, таму имате странски конзорциуми, таму имате акционери. Меѓутоа, верувајте, и тие ќе бидат срекни да се најде решение. Никој не сака да го става проблемот под тепих. Проблемот е сигнализиран дури и од експерти од Бучин и луѓе кои знаат проблематиката. Дел од решењата се и нивни. Мораме да најдеме решение кое ќе представува заеднички договор за рудниците и за Радовиш, за Бучин, Боровдол и Радовиш. Решение со кое заедно ќе се помагаме. Со соработка ќе ги надминуваме тековните проблеми, онака како што сме го правеле тоа со години кога функционираше рудникот Бучин. На крај, европска вредност е загадувачот плаќа. Тоа е првата и основна ЕУ директива од животна средина. Се плаќа преку концесии, се плаќа преку такси, се плаќа преку зелени сертификати. Така функционира Европа, така функционира модерниот свет. Ако веќе сме се одлучиле за рударство, мораме да ја компензираме и животната средина. Не ви сугерирам цени. Едноставно, како Министерство за економија, како влада, решејте го проблемот час поскоро. Ескалацијата на проблемот не одговара на никој. Јавно ве повикувам да ми одговорите на едно прашање, иако знам дека нема да ми одговорите. Како ќе го спроведете член 87 од овој закон, став 2-3, каде што вика концесионерот јаловината ќе ја врати во окното? Дали тоа значи дека Боровдол ќе треба да ја врати јаловината назад? Согласно вашиот закон, тоа е тоа. Или ќе најдеме компромис да се најде адекватно место каде таа хидројаловина ќе се транспортира, складира на интерес на сите засегнати страни. Во повеќе амандмани ви баравме да се вклучи јавноста. Јавноста во оваа проблематика не е вклучена. Да се вклучат советите. Сега ја немам тука горе во канцеларија ми е. Имате одлука од Советот на општина Радовиш ова проблематика да се реши.
и не задолжуваат мене како пратеник и другите пратеници да постапиме и да го решиме проблемот. Затоа што единствено решение на проблемот е законско решение. Секој друго е импровизација. Денес за денес ќе направиме вака, ќе направиме онака, ако не го ставите нешто во закон во Република Македонија, тама работа и законите не се почитуваат, не па да има некои договори кои ќе бидат трајни. Бегате од проблем и да бидете свесни. Вие со оваа ваша постапка го отварате проблемот. Веќе, иако ви се пратени дописи и од локалната самоуправа, и од градоначалникот, јавно го знаете проблемот, да најдете решение. Излезете на телевизија, пофалејте се, бидете херои, решејте го проблемот на хидројаловиштето во Радовиш. Благодарам.